Добар ден на сите. Последно видео за оваа година, Последно видео за оваа 2025 година, каде што ете правиме едно полабаво видео да одјавиме, да испратиме субаво 2025 година. И би сакал конкретно на вас да ви се обратам со една порака. Прво, да ви се заблагодарам за досегашната поддршка и досегашниот успех, затоа што за мене, за волку краток период, ова е стварно голем успех, со тоа што постигнавме 2700 субскрајбери, што сега некој не би рекол дека се голема бројка, али за мене се стварно голема бројка и неочекувана од кога почнав да снимам. Искрено ете за месец и пол два колку снимам, не знам, овие прегледи, овие бројки стварно мене ми се фасцинантни и многу се радувам што сум ги постигнал, нели нормално заради вас, затоа што на вас ви се свиѓа и вие ги гледате моите видеа и ставате лајкови, субскрајбови, шерови и све. Едноставно сум ви преблагодарен и презадоволен, така да се надевам дека во 2026 ќе загризем уште појако и ви ветувам дека 2026 година ќе биде наша година, односно година која што ќе направиме најаки работи, многу планови имаме, многу проекти за реализирање, а за да ги оствариме истите проекти треба само да работиме. Паметно да работиме, затоа што не значи дека ако работиш дека паметно работиш. Може да се правиш контраефект. Така да затоа би ви препорачал општо што и да работите, да се советувате со некој што е поискусен од вас, ама во вашата работа, затоа што некој што не ја почувствувал вашата работа и не ја знае како оди, не може да ве советува, туку може само да ви даде добронамерен совет, али не и правилен. Така да ете еден мал совет од мене да ги слушате поискусните од вас и никогаш да не идете со глава во зид, затоа што зидот е многу тврд и многу боли кога ќе се удриш. Али кој сум јас тука совети да давам, затоа што сепак има кој да го каже тоа многу поискусен од мене. Тоа сакам да ви најавам дека 2026 стварно се надевам дека ќе биде доста успешна година за мене, општо за сите нас. Се надевам дека ќе добиам поддршката од вас и дека ќе ме следите, дека ќе ви бидам интересен, ќе се трудам све да дам од себе. Кадете тоа е една благодарност од мене, фала ви све што направивте за мене во 2025 година, за целата поддршка и се годиме јако во 2026. Сега сакам да ви се обратам на вас малце и да примете ако сакате некој совет од мене, ако не слушате ги другите, мене тоа не ми игра улога, конкретно за вас, да ваше подобро. Би сакал во новата година да се фокусирате повеќе на себе и на својата работа, општо конкретно сега се обраќам на омладината, затоа што сметам дека све младите се помалце работоспособни општо за животот, од причина што времето не го користиме за вистински вредни работи, туку на многу погрешни работи. Сега конкретно во мојава работа, ви имате две опции, или пример да отидете во диско, да потрошите 5000 денари и сабајлето да не се осеќате убаво и цел ден да ви пропадне, или дома да едитираш видео и да го објавиш вечерта, односно утре дента и да имаш видео со тоа што можеш да заработиш, се градиш повеќе субскрајбери, повеќе прегледи. Кога е конкретно за мојата работа, вие тоа што работите или тоа што студирате, за вашата работа. Би сакал општо цела генерација една порака да пратам времето да се пренасочи на вредностите кои што вистински ги негувате и вистински треба да ги специјализирате, затоа што во секој од нас има некој скриен талент, а да трошиме пари сите знаеме. Треба малку се потрудиме и да направиме. Вика дека не е све у пари, али без пари не можеш ни една сметка да платиш, така да ќе немаш струја, ќе немаш топлина, ќе немаш кров над главата. А на страна парите, прво би ви препорачале сте честни луѓе, сте добри, затоа што све што е надвор од тоа кратко трае и Господ не му возвраќа добро, дали ќе измамите некој на некаков начин, нема да ви се врати директно од тој, туку сосема друг. И не се прашувате зошто ви се случува нешто, пошто сигурно има причина тоа. Или ви враќа, или ви учи на нешто. Исто така би препорачал во новата година повеќе да работите. Ако сами иницирате да сте подобри во вашата работа, тогаш ќе има резултати и тогаш ќе бидете подобри од вашите врсници. Пример во образованието. Сите имаат иста книга, да речеме. Ако е така, сите ќе беа исто образовани, сите исто ќе знаеа, ако сите идат по таа книга, затоа што тоа е материјал. Ако 1000 души учат од таа книга, 1000 души ќе научат таа книга, 1000 души исто ќе знаат. За вие да се издвојувате од нив, треба да отидете надвор од нормалната. А тоа е, да речеме, ако студирате, не знам, градежништво, треба сами вие да иницирате со некој градежник што гради згради, пример, дали да го идете на состанок или да отидете со него на терен, да го прашате некој прашање затоа што од него и општо конкретно го земам са тој пример, не ме фаќајте за збор, ќе добиете најдобар совет и ќе ве издвои од останатите. Исто така, сакам и да ви кажам, секоја шанса што ќе добиете треба да искористите, односно некоја шанса треба и да ја створите самите, сами да иницирате нешто да направите, затоа што само со таква желба и таква упорност Господ ќе ве награди. Верувајте ми, нема тоа да е директно, туку индиректно, али ќе видите дека ќе се исплати. Така да верувајте, Господ ви дал особина да верувате во нешто, тоа е во самите себе. Така дете тоа, ви посакал среќни празници, убаво да си ги поминете, да се одморите малце, затоа што за све ова што ви го реков,
треба да сте спремни за работа и со еден апел да упатам до вредностите на денешницата. Многу лоши вредности и многу лоши морали моментално владеат. Еве, сметам дека општо како репер за нешто да правите во животот се идолите, односно не идолите, туку тоа што им се сервира во јавноста, тоа се во принцип јавните личности. Така да сметам дека општо ете и апел до јавните личности повеќе да пропагираат вистински вредности, вредности каде што општеството ќе стане подобро, а не полошо. Ете, едноставно јас и таков тим се создавам околу себе кој што негува такви вистински вредности и каде што цел и мисија ни е на страна било каква заработка, не знам, спонзори, правење глупости надвор, да се прати една порака до јавноста, тоа е да се негуваат вистинските вредности и да се стекне еден морал кој што е за жал изгубен и треба да се врати во нормала. Така да во нас младите иднината, ако ние не смениме ништо прво од тоа, од вредностите наши и од моралот, џабе ќе менуваме било кој закон или не знам што таму. Едноставно, ако не тргнеме од нулата, не можеме да тргнеме од десетката. Мора од нула да се тргне па да се стигне до 10. И тоа е, што да ви кажам друго. Работете, бидете среќни, барајте си среќата, користете го времето правилно на страна работата, бидете со другарите кои што вистински ви се другари, бидете со вашата фамилија, посветете се на нив. Учете нови работи, сметам дека денешната младина е толку онеспособена за живот и општо за животните навики кои што, да речеме, ги поседува таа повозрасна генерација кои што сега нели нас не се родители, така да не сме да го сопреме тој воз, мора ние да го продолжиме, а тоа ќе го направиме само со наша иницијатива и ако вистински се свестиме во која ситуација сме. Бидете самоуверени, слушајте се во некои ситуации самите себе, затоа што некогаш срцето ви кажува кој е правилниот одговор. Бидете константни, не се откажувајте од тоа што сакате да постигнете, затоа што така нигде нема да стигнете. Доста да го влекувам. Не пиете многу за нова година, еве ќе ви давам сега 2-3 чаши, може да се напиете. Се шалам, убаво се поминете новата година, божикните празници, бадник, сите празници поред, водици кои се понатаму. И одиме од јануари најако и со најак контент. Поздрав!